Добро вечер, почитувани гледачи, со нови 10 минути на телевизија 21. Вечерва продолжуваме со представувањето на кандидатите за градоначалник на град Скопје. Вечерва со мене Бени Шакири од Дом и ЛДП или Движењето Одлучно за промени. Добро вечер и ви благодарам што сте вечерва со нас. Јовица Мирбрама, фалимдерит për ftesën. Vetëm një korrigjim të vogël, Arben Beni Shaqiri. Përshëndetje qytetarëve të Shkupit, shikuesve tuaj dhe faleminderit për mundësinë që ma dhat edhe për kohën që të mund të prezantohem para shikuesve tuaj. Pоради вака полесна комуникација меѓусебна, ќе го реализираме на македонски јазик. Ќе го реализираме јазикот на македонски, што воопшто не ми пречи. Мислам, се разбира, можем и на албански, но вака е поедноставно. Одлучно за промени. За какви промени ќе се залагате? Па ќе се залагаме за оние промени кои што треба всушност да се случат уште пред 4 години, затоа што сите ние што така едногласно се залагавме за промена на оној режимот пред сега веќе колку има тогаш, има 5-6 години. Залагајќи се за промена на режимот на Груевски, се разбира дека се залагавме за севкупни промени на комплетно на системот да се подобри во целата земја. Ако го говориме посебно за градот Скопје, сето она што го гледате во последниве години што се случува е нешто што требаше да биде променето во изминатите 4 години, за да сега добиваме некакви нови уверувања дека во наредните 4 години ќе се подобреле условите. Меѓутоа, секој еден малку паметен и малку писмен човек во оваа земја, а нашиот народ е многу паметен и мудар, може да отвори да прочита дека од програмата која што тогаш ни беше понудена и ветувана, речи си да не бидам малициозен, меѓутоа ќе увидите дека е остварено можеби 2 или 3%. Тоа се значи оние ситници кои што наликуваат само на козметички решавања на проблемите и ништо повеќе. Значи, сем доцното, односно за доцнетото реновирање на универзалната сала и овој мост што сега започнаа да го градат во Карпош 4, мислам дека комплетно ништо не е направено на ниво на градот Скопје. Тоа се промени кои што требаше да се случуваат, имаше многу ветувања, ништо не е направено. Затоа, како прв и основен капитален проект на коалицијата Одлучно за промени меѓу Дом и ЛДП, кои застанаа зад мене и мојата кандидатура, е промената на актуелното раководство на градот, односно да успееме да ги победиме овие луѓе кои што според нас се во заминување, а се виновни за сето она што нам ни се случува во последните 4 години. Никаква промена во инфраструктурата, лошо менаџирање на градот, ѓубре на секаде, загадениот воздух, речи си да не е ништо мрднато, таа би ја нарекол мртва точка, иако актуелниот градоначалник во заминување милува да се фали како минатата година имал прочистување на воздухот, тоа не е точно. Може би сака да се кити со туѓи перја, меѓутоа пандемијата, односно рестриктивните мерки беа тие кои овозможија да квалитетот на воздухот биде за неколку проценти поквалитетен во однос на изминатите години и како што пред некој ден кажа почитуваниот Тортевски, инаку исто така мој против кандидат, кажа дека сме имале над 80 на денови ветровити во Скопје, што е изузетно добро, затоа што на Скопје малку ветер ако дувне, може да приметите дека воздухот е секако поквалитетен. Не е чист 100%, меѓутоа е секако поквалитетен. Така да има многу работи кои што не се направени, кои што нас ни беа мотив и ни беа поидовна точка да ја формираме оваа коалиција помеѓу коалицијата и мене и мојата кандидатура за заложба за поквалитетен живот на граѓаните во градот Скопје, затоа што овие граѓани после, да не говориме наназад, меѓутоа последниве 30 години од осамостојувањето па навака, мислам дека конечно е дојден редот да на чело на градското раководство застане човек кој е чесен,
е доблесен, одлучен, решителен да носи исправни одлуки и секако да работи исклучиво само во интересот на граѓаните, без разлика дали они живеат на, не знам, северната или јужната страна на градот. Доколку не го сметаме денешниот ден, уште практично 3 дена изборна кампања остануваат, па потоа настапува изборен молк. Како успеавте да се снајдете, како тече изборната кампања, доколку направиме споредба со големите политички партии, кои што впрочем и зад себе имаат, ајде да не речеме некоја машинерија која што постојано функционира. Како тече изборната кампања? Се подразбира дека големите партии ги имаат и ресурсите, ги имаат сите потребни финансиски предуслови за да може да функционираат на начин на кој што функционираат, и тоа некогаш знае да биде и контрапродуктивно, меѓутоа тоа е нивна работа. Не навлегувам во тоа, затоа што веројатно законски им следуваат толку пари. Ние малите пари, во таа јас би ја нарекол неправедна распределба на средствата, ние сме обесправени во однос на маркетингот, на рекламирањето и не можеме да настапиме со таков вид на кампања. Меѓутоа, оваа наша герила кампања би ја нарекол, пошто не можам да најдам друг соодветен термин, е она што ние може да им го понудиме на граѓаните уз оние минимални ресурси со кои располагаме, а секако не само коалицијата, туку и другите помали партии ги добиваат парите, се разбира, од Државна изборна комисија. И во тој контекст мислам дека нашата кампања тече и повеќе од добро, ако е одлично како термин врв, онда можам да кажам дека тече одлично со оглед на тоа дека располагаме со она со што располагаме. Практично сме обесправени, но борбата тука не престанува и можам да кажам дека напротив тоа делува кај нас многу мотивирачки, особено кај мене, кој што карактерно сум таков, не се предавам без разлика колку тоа кошта, и време, и нерви, парите се тие колку се. Одиме на варијанта да постигнеме максимално, да извлечеме максимално добар резултат на овие избори и секако дека се надеваме на изненадување. Она што значи анализа што се прават и искуството од минатите изборни циклуси, град Скопје често знае да биде одржан и втор круг на избори посебно кога станува збор за локалните. Да. Дали сте размислувале доколку хипотетички не успеете да се пласирате, дали би поддржале некој од останатите кандидати, каде би завршиле вашите гласови? Да ви кажам, дали делите со некој слична или иста програма? Видете како сите кандидати паушално кога кажуваат решенија, кога нудат некакви решенија, е неминовно некаде и да се подудараме со идеите. Ја би кажал вака, слободно можам да кажем, и во доста добар дел од идеите се сложуваме, меѓутоа начинот на стварање на тие идеи, начинот на реализирање на тие идеи е, би рекол, различит кај секого посебно. Можам да ви кажам слободно дека идеите кои што ги имаме ние, се оние кои што нам ни даваат, не мотивираат да некако направиме да граѓаните се обидат, за разлика од изминативе 30 години, да ни веруваат. Затоа што во секојдневната комуникација со луѓето, сите некако доаѓаме до еден заклучок дека граѓанството е сериозно уморно од тие ветувања и многу е битно да им пристапите на луѓето без да ги гушите со онаа флоскула ке. Так. Сите некако ке, меѓутоа никако да дојдеме до реализација на тоа ке. Така да, во контекст на идеите, нашиот мотив е да им понудиме еден чесен пристап, еден искрен пристап, без скриени намери, без однапред договорени комбинаторики, као што некои во изминативе години ги правеле. Што се однесува до како се вика тоа, поделбата, односно преусмерување на гласовите, ова веќе го кажувам можеби по 50 пат, меѓутоа стално ми тврдат луѓето околу мене дека тоа треба постојано да го кажувам, затоа што не секогаш гледачите ги гледаат сите поред емисии, така да е многу битно да од емисија во емисија, од презентација во презентација дојдете до некакви нови потенцијални гласачи.
а тоа е дека јас не располагам со гласовите на граѓаните. Јас располагам исклучиво со сопствениот глас и точно знам доколку не влезам во вториот круг, за кого би го дал тој глас. Вашиот глас. Да, меѓутоа гласовите на граѓаните јас немам право да ги дам затоа што на крајот на денот ги немам во раце. Тоа не е нешто опипливо. Тие граѓани мене ми го дале гласот, можам да им се заблагодарам, но секако дека некогаш човек може и да помисли да некому даде поддршка. Сега за сега не сум наишол на таков. Ќе видиме во иднина како ќе биде. Добро, може би во следниот период, останатите денови ќе се промени нешто. Ви благодарам многу што бевте дел од вечерашната емисија и успеавме вака во кратки црти да кажеме што вие би направиле и кои се вашите клучни проекти кои што би ги реализирале. Јас можам да кажам дека само кратко ве молам доколку дозволува времето 10 на секунди. Можам да кажам дека попусто говориме дека све нешто ќе се смени или ќе се менува на подобро во градот Скопје, сите некако ветуваат и никако да дојдеме конечно до решение на тие ветувања. Коалицијата одлучно за промени, предводена од мене како кандидат за градоначалник на Скопје, најодговорно тврдам дека ќе има чесен и одговорен пристап и најголемиот дел од оние ветувања што ги нудиме, истите ќе ги реализираме. Благодарам за поканата. Фалимдерит шумде, пашандетија шику света телевизионит ништени. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што изминатите 10 минути бевте на фреквенцијата на 21. Пријатна вечер.